Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во уште една анализа на Телевизија 24. Кога зборуваме за македонското општество, за македонската политика, слободно можеме да кажеме дека има една константна, а тоа е дека ништо не е константно. Кај нас се е променливо, се е нестабилно, па така во овие 30 години граѓаните константно се надеваат дека ќе дојде подобар живот, дека државата ќе напредува, дека ќе влеземе во некоја од меѓународните асоциации кон кои се стремиме уште од почетокот, но цело време доживуваат падови, разочарувања, а најверојатно едно од последните од тие разочарувања е вербата во правото и правдата. Има многу настани за кои може да се зборува, а вечера во студиото имаме човек кој е добар познавач на сето тоа, затоа што е вршил и највисоката, една од највисоките функции во државата, тој е председател на владата, а исто така е и долгогодишен председател на политичка партија или на политички партии, беше и на една од најголемите. Добро вечер, со нас вечерва во студиото е господинот Љупчо Георгиевски. Добро вечер и благодарам за поканата. Поздрав до сите ваши гледачи. Господине Георгиевски, особено ми е мило што после едно долго ваше непојавување во јавноста, еве повторно сте тука и мило ми е што се разбира тоа е во Телевизија 24. Ве повикавме, да? Па се морам да кажам, мене 24 беше единствената телевизија едно време која ме повикуваше, така што имам долг према вас. Па да, тоа имаше едно време кога воопшто ни на телевизија друга не ме повикуваше, освен 24, благодарам за таа можност што ми ја дававте во тоа време. Да, сега да не излезе ова како некоја реклама за нас, не ни е тоа цел, но сепак треба да кажеме дека ние од самото формирање бевме единствена телевизија која со години имаше дебати, кога другите телевизии нема во еден тој период кога воопшто немаше дебати по телевизиите, па така доста луѓе ни го кажуваат ова, за тоа ни е особено драго, се разбира. Господине Георгиевски, да почнеме со она што е најактуелно деновиве, а тоа е актуелно ми се чини годиниве, тоа е владењето на правото, правната држава. Вчера главен настан беше тоа што поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева отиде во домашен притвор. Тоа, ако ги читаме социјалните мрежи, реакциите, па и политичките реакции од опозицијата, сите велат дека тоа е едно големо разочарување, дека тоа е уште еден показател дека сето тоа што се случува околу тој случај рекет е фарса, дека таму најверојатно никој нема да одговара, водејќи се според досегашните случаи. Од друга страна, имаме денешната пренесена изјава на обвинителката Русковска, која со еден речник, нема да го кажам тука, им се заканила на судиите. Кажете ми, кога зборувавме за почеток на владење на право, на правда во овие години, кога тоа имавме големо назадување, вака ли го замислувавме тоа? По очевидно не го замислувавме така, меѓутоа, знаете што би можел да кажем, не можеме да изградиме, таа не е моја реченица, таа ја кажале многу поискусни во демократијата, не можеме да изградиме демократија без демократи, значи ако нема доволен број на луѓе кои сакаат да бидат демократи, и очигледно не можеме да изградиме правна држава ако навистина нема голем број на учесници во таа правна држава. Сега, од кај да почнеме и каде да ја префрлиме вината? Ајде ќе дадаме еден влез од мое време. Знаете, често ги обвинуваат политичарите, не знам, го притискаат судството, прават пресија врз судството и сето тоа. И најверојатно тоа и го има, тоа и функционира така. Меѓутоа, еве јас да го кажам моето искуство што може многу лесно да се потврди. Во моите 4 години ние затекнавме судство кое беше претходно инсталирано прво од комунизмот, па потоа продолжено од 8-годишното владење на СДСМ, и ние во тоа судство направивме интервенција, колку да речеме, ако одеше некој во пензија и сега требаше да се замени некој човек да влезе, нов судија да влезе. Тоа беше една спонтана трансформација на судството и јас сметам дека можеби тоа беше и најдобар лек ако се продолжише со еден тој систем.
Знаете, имате една гарнитура на суди, некои умираат, некои заминуваат во пензија, некои може би одат во адвокати, се празнат места, тој што е на власт ќе внесе 5-10% нови судии. Потоа доаѓа друга гарнитура и тоа е можеби една приватна внатрешна, односно една внатрешна контрола на судиите меѓу себе на различни нивоа. За жал кај нас се почна со радикални промени, нели ќе дојде една структура, менува цела гарнитура на судии, па после доаѓа друга, става друга гарнитура и на крајот добиваме тоа што го имаме сега. Јас само ќе потсетам дека ние затекнавме уставен суд кој беше од претходната влада, не го чепнавме 5 години, владеевме с уставни судии кои беа поставени од претходната власт. Имаше многу такви структури кои едноставно си продолжија да си владеат и ние имавме како власт проблеми, зборувам суштински проблеми. Јас ќе ви кажам еден пример, дека она на што се сеќавам дека сме правеле ние притисок на судството беше следново. Тогаш беа тие познати програми со ММФ и со Светска банка кои што ти велат за 6 месеци или за 12 месеци треба 12 фирми да ги затворите, односно да ги однесете во банкрот и вие да ги приватизирате. Со оглед на фактор дека не можеме да ги приватизираме, некои фирми требаше да одат у банкрот. И сме ги притискали судиите, да речеме, да однесе некоја фирма што поскоро во стечај. Ама не затоа што ние тоа го сакаме, туку затоа што тоа не е програма од Светска банка. И имавме таква една парадоксална ситуација, до ден денеска ја спомнувам, двајца супружници во судството кои после во времето на претходната власт на господин Груевски стана многу моќни фигури во македонското судство. Да, претпоставам дека сите знаат. Ни бараа пари за да однесат фирми така во стечај. Ние викаме, чекај се ова. Како можеш така? Па еве затоа што не знам тоа, не знам, екстра пари надвор од нивната програма. Сега значи, сакам да ви кажам дека некогаш кога слушам на телевизија политичарите, најверојатно има винаки политичарите и најверојатно негде и политичарите сакаат негде некој притисок да извршат во некоја насока. Меѓутоа има и обратна насока, кај што еден судија можеби врши една услуга на политичара, а после 10 си прави за него. Добро, ова само сакам и каде е крајот на тоа, јас не можам да ви кажам. Еве, јас се обидувам тоа судство да го наблюдувам 30 години и повеќе. Навистина не можам да ја кажам како може да се стави крај на целата таа приказна. Ова што го кажавте ми се чини дека е прв пат кажано, може да сте го кажале. Па сега сум го кажувал на луѓе приватно, дали на војавна станица ми сеќавам, да. Значи претпоставам дека се работи за Михајло и Филимена Маневски. Па добро, сега не би сакал да именувам, нели се препознаваат големи, а мислам горе доле тие што ги спомнав. Меѓутоа, значи имавме ние такво искуство. Значи ние имавме такво искуство. Сега викаат политичарите правеле притиск. Ја не знам, еве, за кој случај јас сум правил, нека се јави еден судија, дека каже, не знам, сте ми правиле притисок ово дело да го осудите вака или така. Добро, јас можам да ви гарантирам дека ниту јас, па ниту моите соработници, значи може да се најде некој, ама тоа е значи строго некој приватен интерес, некој по некоја линија фатил некој, ајде ова помогни ваму или таму. Добро, ќе се вратиме малку на вашето време повторно, но сакам повторно да се вратиме сега. Како ви изгледа ова што го кажува премиерот Заев како посматрач, нели? Дека особено таа една теза која почна да се врти сега кога се распишаа изборите, дека судството е виновно затоа што во Македонија нема правда. Судството, судиите, тие се вакви, тие се онакви, тие се корумпирани, тие ова прават, тие онаа прават, а на некој начин извршната власт цело време суптилно се иззема од целата работа. Гледайте, ако формално погледнете, судството си одговорно. Вие знаете дека властите во Македонија и во секоја нормална демократија се поделени, законодавна, правна, извршна. Но исто така знаеме дека во Македонија така не функционираат работите. Значи, мислам и вие знаете. Значи, јас сега ќе ви кажам едно друго искуство. Јас знам дека кога требаше да се назначува некој судија, одредени личности ќе најдат врски преку 20, 3, 5 души, 10 души во некои партиски структури да биде кандидиран тој. Значи, во моментот кога ќе помине кандидатурата, многу од тие после те забораваат. И можеби треба да те забораваат. Меѓутоа,
Значи, само јас ќе ве потсетам на една ситуација која ни се случува нам и која можеме да ја проследиме. Велат, ние сме ставили некои судии, период 98-2002 година. 90% од луѓето што ги судеа 2002 година кога паднавме, беа судии кои биле назначени од наше време. Најверојатно тоа е окей, не знам што да ви кажам. Меѓутоа сакам да ви кажам дека нивната обврска завршува тука кога ќе биде назначен. Понатаму, СДСМ го обвинуваше ДПМН дека тоа е нели приватизирано судство. Ние гледаме дека сите овие личности што сега ги гледаме, што се на главна политичка сцена, и кацарска, и русковска, и да не ги броиме сите поред, се дел од луѓето кои 11 години работеа со ДПМН и многу често беа прозивани од СДСМ. Значи, за да биде судството независно, судиите треба сами да се изборат. Значи, ние не смееме да забораваме дека во моментот кога судијата е избран, тој е доживотно. Најголем дел од нив се доживотно избрани. Така? Значи, не може никој ништо да му направи ако не го фатат во некоја тешка злоупотреба. Добро, ова некако вие што го кажувате, да направиме една метафора, личи дека можеби судиите обвинителите само го менуваат дресот во зависност од тоа кој тим доаѓа. Гледате се, ако го минуваат за добро, е добро, ама да не го минуваат за лош. Тука е проблемот. Значи, ако сега едноставно тие не се научиле сега, до сега работеле со едните, сега да работат со другите. Значи, ако тоа они го прават во функција да се изборат дека тоа е независност за нив или шанса за независност, окей, тоа е не е ништо страшно. Не ми кажавте. Меѓутоа, значи што останува? Значи останува да виси од кога се направија промените, сега значи да не испадне дека се обидувам некој да заштитам. Останува да виси ситуацијата дека после промените што се случија пред 2,5 години, факт е дека во македонското судство ние имаме многу сериозни дискрепанци на неправди, на правди, не знаеш што да ги кажеш, казнена политика која не можеш едноставно да ја фатиш што е каде е. Од една страна имаш казни од 18-19 години, од друга страна имаш ослободување на луѓе обвинети за убиство. За исто дело може некој да добие 6 месеци, друг да добие 16 години. Некој ред, најверојатно, тука треба и академијата да помогне, мислам академија, кога зборам за академија, мислам на правниот свет, на правниците. Ние имаме 30 места кај што може човек у Македонија денеска да стане правник, така? Најверојатно некои проблеми имаме и со законите. Треба негде да се стави некоја граница. Но господине Георгиевски, ние некако се чини дека навистина е прашање дали ние можеме веќе сами тоа да го направиме, бидејќи 3 децении поминаа, тоа се значи колку генерации се родени. Очигледно не можеме. Јас негде прочитав сега дека некои се залагаат за јавни обвинители од странство, судии на главни позиции од странство. Можеби е крајно време да размислуваме и за таква ситуација. Можеби треба да размислуваме и за таква ситуација. Зошто доколку добиеме датум за преговори, да речеме, дали мислите дека би требале да се согласиме, да речеме Европската унија да ни назначи? Сега карикирам, нели? Тоа е процес. Да не кажат, ви, обвинител председател на суд. Сега не може 100%, ама 10 или 5 функции главни во државата може да бидат донесени од проверени држави, едноставно да се стави некој ред. И знаете, инаку во целата таа работа, значи, и многу кампањски се работи во Македонија. Сега тука, значи, станува збор и за партии, морам да кажам и за новинари, станува збор за значи, кога ќе направиме една хајка против некој, таа хајка ја тераме до крај. Ја само ќе ја кажам еден парадокс, една ситуација која беше малку парадоксална. Значи, кога СЕО заврши со својот мандат, почна да процесира дела кои беа надвор од денот кога го завршува, кога се завршува нивниот мандат. Значи, сите сме писмени во Македонија и гледаме, сега не се сеќам кој датум беше тој, гледаме на тој и тој датум завршува мандатот на СЕО за процесирање на нови дела. Одеднаш се создаде една структура на интелектуалци, на медиуми, на стручни луѓе,
не можат они да продолжат. Како може да продолжат? Па дури ви се сеќавате Врховниот суд гласаше убедливо дека не може, значи тука имаше и левици, и десници, и албанци, и турци, убедливо гласаа дека тоа е крајниот рок. Па се соснаа на Врховниот суд зашто донел таква одлука. И сега ние што добивме? Добивме една ситуација кај што СЈО, јас тука не мислам дека е само Катица, затоа што и другите таму не се неписмени правни, свесно влегоа во компрометирање на тие 15-20 нови дела, кои можеше нормалното јавно обвинителство да си ги спроведе, само требаше да му ги предадат на време, и на крај тоа и се случи, нели, само што многу време помина непотребно, им се сосна, не може да дава. И испадна дека тие сите 15 дела, најверојатно најголем дел, не ги користиле за рекет. Значи, јас тука не можам да се согласам. Мислам дека, имам чувство дека приказната на рекет не е само оваа приказна Сорце Камчев. Тука има многу повеќе фирми кои били рекетирани и били ставени на списокот. Дали и истрагата која беше спомната за вас, истрагата за Поштанска банка и која веднаш беше прогласена за условно речено мртва, бидејќи делото е застарено, на некој начин ја доживеавте како некој своевиден притисок врз вас или барање за нешто, може? Па јас ја доживеав како некој притисок, меѓутоа сметам дека обвинителите кои учествуваат во тоа дело не се толку наивно вклучени во целата таа истрага, и јас имам сега информации индиректни дека на дел од луѓето и на директорите кои биле спомнувани во тоа дело им е било исто барано рекет. Тие дела ги нема нигде уште во јавноста. Значи, тоа претпоставувам на некој му се видело како интересно дело кај што може да се извлечат дополнителни пари. А инаку, за парадоксите на тоа дело не би сакал да зборувам, затоа што јас имав намера лично да го тужам СЈО, па после адвокатите ми кажуваат, слушај, подобро не тужи, ќе ти извадат некои приватни разговори, ќе се чудиш после зашто си имал работа со него. Значи, тој страф и таа уцена подобро не се чепкај со СЈО, значи постоеше постојано во Република Македонија. Да, добро, доколку ги прашате граѓаните за се што се случува, значи се повторува една, ајде да ја наречеме можеби урбана легенда, не знам, можеби и не е, вие ќе ми кажете, дека Инаку сам бидејќи ова не сум го објаснувал дело до сега, морам да кажам уште еднаш. Делото на Поштанска банка почнува вака. Еден директор на една текстилна фабрика од Гевгелија му се јавува на брат му на Сашо Мијалков Владко, кој во тоа време нешто во царина, и овој бара некакви услуги од него, по патот го повикува да дојде кај него во Гевгелија да му сошие кошула по мерка, значи едно така лигавење, значи убаво. И тука во ова му спомнува, ти знаеш јас колку од времето на СДСМ сум се настрадил за вас, и што го прашува, што си се настрадал? Абе, вика, мене ме викнаа кај Никола Груевски, кој беше министер за финансии, и таму беа и Ѓорѓиевски и Маријан Ѓорчев, и ни кажаа дека јас треба да ја приватизирам Поштанска банка. И кога на тој јавен обвинител таму што кога ми го представи тој разговор, кога му кажав, викам, слушај, викам, таков разговор можем да се заколам дека никош во животот не се случил, затоа што многу добро знам, јас кај Никола Груевски сум бил само еднаш у 4 години, и тоа кога се спремаше ДДВ-то да ги поседам да видам. Да, вика, он после негираше, вика, дека имало таму разговор таков кај Никола Груевски. Вика, ќе ве викнеме ние за понатаму да ви кажеме што ќе се случи, и ниту ме викна, ниту ме известија, пуштија кривично, ја пуштија кривичната. Сега сакам да ви кажем сега, значи врз основа на некој кој негира изјава после во втор степен, они пуштаат кривично, меѓутоа очигледно тоа е веќе добро за ловење на бизнисмени кои понатаму во текот на наредните 20 години, нели, учествувале во работата на таа банка. И дека се рекетирани луѓе во тој случај сигурно, ако се рекетирани во тој, значи се рекетирани и во десетина други случаи. Впрочем, што се случи со многу од тие предмети кои веќе излегоа, нели, излезе проблемот со Силјан Мицевски, кај е делото? Излезе проблем со овој директорот на Телеком, каде е делото? Значи, има едноставно, сепак имам чувство дека јавното обвинителство ги заташкува некои дела во приказната. Зошто ги заташкува, тие најдобро се знаат.
Да, ќе видиме истрагата за рекет може да се прошири, барем така вели обвинителката Русковска, ќе видиме тоа на каде ќе се движи. Сакав да ве прашам претходно, кај граѓаните доколку ги прашате, постои ке нив една перцепција која постои со децении веќе, дека во нашата држава мокниците не се чепкаат меѓу себе, највисоките функции во државата, и цело време се зборуваше дека постои некој договор на времето за вас, дека има договор со Бранко Црвенковски за не затварање еден со друг, па потоа сега многу се зборува и за таков сличен договор, некаков прекјутен на заев со Мицкоски. Има ли дел од тоа вистина? Јас мислам тоа многу пати сум го негирал, да, и сега и повторно ќе го негирам. Значи, но ве прашам во сегашен контекст, нели? Вака, прво сега вака. Зошто ние не го чепкавме Бранко и целата таа структура околу Бранко, и покрај тоа што тоа беше времето во кој тие ги направија најголемите приватизации во Македонија. Од многу едноставна причина. Тогаш не постоеше членот 353, односно ова што сега деновиве се зборува во Република Македонија, злоупотреба на службена должност. Значи, тој член постои во комунизмот, СДСМ кога доаѓа на власт го брише, 8 години си работи што си работи, и ние доаѓаме негде, сега не ме факете за збор, ние го воведуваме тој член 353 за да се заштитиме. Мислам, за да заштитиме, не да се заштитиме од криминал, туку да заштитиме луѓето да не прават криминал. Значи, првите 8 години тој член не постои. Понатаму, кога доаѓа СДСМ на власт, какво простување, вие сеќавате се колку луѓе околу мене беа затворени во тоа време. Односно, тогаш имаше една селекција. Луѓето кои беа со Георгиевски беа носени во притвори, луѓето кои беа со Никола Груевски им беше простувано, за да го подржат него. Дори и на самиот избор на Централен комитет, ние знаеме луѓе кои беа под истрага, одеднаш им ги снема истраги. Значи беа политички мотивирани. Значи, да не зборувам колку пати Хари Костов, како министер за вратнишни работи, праќал пораки, слушајте, спремајте се за затвори и за притвор. Значи, таа пресија постоеше перманентно. Значи, повторно не сакам да кажам дека целоден круг на луѓе кои беа околу мене беа во притвори, во затвори, некои лежа и повеќе години, се со цел да се дојде до мене. Значи, фактот дека понатаму, кога дојде Никола Груевски, мислам дека и тој ми нема простено и дори имам информации како правели истраги, што правели истраги, за да дојдат до нешто што сметале дека тие треба да дојдат. Значи, таква работа ниту сум имал со Никола Груевски, ниту сум имал со Бранко Црвенковски. А што денеска се случува, јас не можам да ви кажам. Факт е дека правдата не се истерува така како што очекуваат. Ви личи ли дека има некоја чудна кохабитација меѓу власта и опозицијата? Слушнав пред некој ден една интересна онака како теза, вели власта не може да има подобра опозицијата, опозицијата не може да има подобра власт кај нас. Гледайте, таа кохабитација беше отворена, нели, се играше на отворена маса со отворени карти, кога требаше тие 8 пратеника да гласаат за промените на уставот. Тоа беше јасно, дека тогаш тие 8 луѓе беа практично во некој договор за да им се простат некои казни, за да гласаат за уставните промени. Тоа се гледаше од далеку, се гледаше од авиони. Мислам дека поголем дел од јавноста тоа и го преќуте. Ама сега понатаму што продолжи од оваа приказна, не можам да ви кажам, меѓутоа факт е дека правдата не се истерува. Најверојатно, значи, не можеме сега да бегаме, сега да префрламе вина на ваму и таму. Значи, СЈО си одговорен за таа работа. Значи, СЈО одговорен за таа работа. Значи, јас само ќе спомнам уште еден друг фактор. Значи, ние кога зборуваме за оваа катастрофална завршница на СЈО, обично зборуваме за натрешните констелации. Јас сметам дека ние за СЈО треба да ги повикнеме и надворешниот фактор. Надворешниот фактор не е невин во целата ситуација, затоа што многу од тие судии, многу од тие правници работеа под инструкции на некои странски фактори. Значи, и останува фактот дека меѓународната заедница е некако многу послабо заинтересирана за рекет, отколку да речеме за афери од претходниот случај. Иако според мене не треба да има таква поделба. Рекет е според мене исто така многу
многу сериозно дело за да меѓународната заедница го става под тепих. Да, вие го спомнавте сам вашето време неколку пати, кога зборуваме за тоа, господине Георгиевски, многу често се имаше обвинување дека во тоа ваше време почнале некои од најсериозните неправилности во државата, пред се, еве да речеме, освен со оние големи афери за кои ве обвинуваа, за продажбата на ОКТА, на Македонска банка, што ја знам. Зборувам за тоа дека вие тогаш ќе направивте коалицијата со ДПА, еден така, тоа беше голем исчекор во општеството, но најмногу ве обвинуваа за една тотално уништување на професионализацијата во структурите, пред се во безбедносните служби, во МВР, па понатаму во целата таа државна администрација, на најголема партизација, на целосна ерозија на тој цел државен систем. И вела дека најголемите проблеми почнале од тоа време, од вашето владење. Па прво не се согласувам со многу од овие констатации. Првата констатација, најде да се спомнува примерот на приватизацијата на ОКТА со 90% веќе приватизираната македонска економија, која СДСМ во 8-те години претходно ја правеше, мислам е непринципиелно. Значи, ние кога дојдовме 90% од македонската економија беше приватизирана. А вие спомнавте ОКТА. Знаете ли вие дека ОКТА веќе беше еднаш приватизирана и еднаш санирана од владата на СДСМ кога дојдовме ние, и ние имавме ситуација од ММФ за 6 месеци треба да ја приватизирате или да ја затворите. Многу навиваа тогаш, имаше некои лобија, да се затвори. Ако ја затворевме, денеска ќе немавме индустријски капацитет. Еве, 30 години после тоа, ОКТА работи како индустријски капацитет. Значи, тоа е само еден пример. Македонска банка исто така беше приватизирана фирма. Значи, ние изборуваме само за случаи кои веќе били приватизирани. Јас не се ни сеќавам кои фирми останаа што не биле приватизирани во тоа време кога ние дојдовме. Значи, ние решававме веќе банкротирани фирми, веќе приватизирани од претходната структура и уништени. Еднаш до два пати, затоа што некои веќе беа санирани. Мислам дека и Бучин беше таков. Два пати беше саниран пред ние да дојдеме на власт. И сега, значи, целиот тој период да се заборави и сега да се префарили дека тогаш почнало некој проблем, не можам да ја кажам. Втора работа. Во претходниот период имавме ембарга, значи, шверц на нафти, на шекер, на се и се што можеше да постои. Значи, има и параметри. Ако ги погледнете 98 година доаѓањето, односно до 2002 година, скоро се дуплираа приходите во буџетот на Република Македонија, токму од такви стоки кои претходно биле шверцувани. Пред 98 година во Македонија се шверцуваше се и се што. Од цигари, оружје, нафта, шекер се шверцуваше, зејтин се шверцуваше. Сега, ако некој сака да го заборави тоа време, може. Значи, се стави ред на целата таа ситуација. Банкарскиот систем беше тотално различен. Го саниравме банкарскиот систем, 100% го саниравме банкарскиот систем. И ја поставивме македонската економија на здрави нозе. Сега да се префрлам на државна безбедност и на целата таа структура. Гледайте, јас значи можам да ја кажам дека ние сепак правевме меки промени во државната безбедност и во структурите на МВР, иако сметам дека сега од аспект на дистанца не требало така, требало уште порадикални промени, затоа што тие структури цело време потоа работеа против нас и ја подкупуваа владата на Република Македонија. Значи, не знам колку примери сакате да ви кажам. Значи, јас до ден денеска не знам некој од мои соработници кои сум ги ставал на важни позиции, практично за кои работеле. Значи, јас сум премиер, го ставам Павле Трајанов министер за внатрешни работи, како дел од коалициони договор, и го прашувам, дај досијата да ги извадиме, да видиме кои се соработниците на УДБА. Он ме вика, сите се уништени. Доаѓа доста Димовска, ја прашувам неа, дај да ги извадиме досијата, и таа ми вика, сите се уништени. И сега доаѓа ВМРО ДПМН со илустрација, испада дека не се сите досија уништени, туку има многу досија кои се присутни. Јас сметам дека дел од тие досија да сме извадиле, да сме направиле на чистка, Македонија ќе била многу подобра. Да не зборувам за самата војна криза,
Очигледно, војната криза, ние имавме да. структури кои навиваа на владата да ја оди послабо, се послабо и послабо. За војната криза, мислам, тука тоа е посебен момент. Тука нема што премногу да се расправа и да се критикува, тоа е вонредна состојба. Добро, овој дел на емисијата беше на некој начин неве посветен за овие помлади гледачи, малку да се потсетат на тие моменти. Верувам дека повозрастните ги знаат. Видите, значи 2000 година, мислам, Македонија е прогласена на трето место по успешност на реформи од 24 земји во Централна и Источна Европа. Да. Еве, тоа е еден пример што можеме да кажем. 2000 година прв пат македонскиот буџет има суфицит после 50 години историја на Македонија, комунистичка или некомунистичка. Значи, тоа не се повторило тогаш во нашата држава. Значи, зошто од 2000 година јас у мојот говор на парламент викам од идната година на нас не ни требаат ни аранжмани ни со ММФ, ни со Светска банка, ќе имаме доволно пари и се случува војната после тоа. Значи, има некои параметри кои јасно зборуваат за нашите економски резултати. До ден денеска кој искрен да признае, може ќе признае дека демократијата била на највисоко ниво, нели повторно од 45-та година до денеска. А мислам дека вие ако разговарате со бизнисмените, 90% од бизнисмените ќе ви кажат дека и најубаво работеле во тие 4 години, дури и со војна криза. Да. Добро. Така што тоа се како негации на вашите тези. Да. Добро, јас само ги кажувам нели тезите кои постојат во јавноста, ги поставувам, не се мои лично, се разбира. Да се префрлиме, повторно да се вратиме во сегашноста. Ова да одиме малку на меѓународно ниво, на ова што се случува околу државата, на евроатлантските интеграции, да одиме директно со малиот Шенген. Мислите ли да ве прашам веднаш дека тоа е на некој начин еден вид на замка за државата, дека се подготвува некаква замена, алтернатива за Европската Па гледайте, нели се отворија некои тези, дали е можност тоа опасно за скратена Југославија. Јас мислам дека не е опасност за некаква скратена Југославија, меѓутоа мислам дека може да биде губење на време. Знаете, ова ако се беше пред 10 години, можеби беше логично. Меѓутоа сега ако почнеме да преговараме за Европската унија, едноставно сметам дека е губење на време. Ќе трошиме енергија, ќе трошиме капацитети, ќе трошиме најверојатно и пари некакви на почеток, а прашање тоа што ќе го добиеме што е тоа. Значи, да беше пред 10 години, може би беше логично. Сега, едноставно, некако ми е вишок во целите кон кои се стремиме ние да одиме. Да, и вела дека има и многу други договори кои го надополнуваат и онака веќе постојат. Ама гледате, ние ги имаме тие сите договори и со соседството, имаме договорите со Европската унија, со асоциативното членство. Значи, сето тоа на некој начин постои веќе, го имаме сега, не знам што е. За лични карти ако треба да одиме, веќе одиме со лични карти, со Србија, не знам со Албанија, мислам дека одиме. Значи, не е тоа нешто што би го добиле сега. Добро, но сега излегува дека нашиот концепт на стремеж кон Европската унија целосно се изместува, значи не само поради нас, туку и поради Европската унија, поради тоа што они го велат. Тој non-paper што го видевме, француската методологија за преговори веќе предвидува сето тоа да биде посложено, потрајно, па дури и да добиеме датум за преговори, значи прашање кога би станале членка. Па, гледайте сега, очигледно имаме на ваква ситуација. И со овој non-paper и без овој non-paper, значи дури да добиеме датум за преговори, очигледно јасно станува дека нашиот пат на тие преговори кон Европската унија ќе биде малку подолг. Сега, значи, подолг станува збор за можеби 6, 7, 8 години. И сега, можеби и тоа не е толку лошо, нели, ама да тргнеме по тој пат, па по тој пат нели ќе ни се отварат. Сега во самиот non-paper има една работа која не знам зашо сега не се поздравува, а тоа е која држава како ќе завршува главата да се интегрира со Европската унија. Тоа за мене не е толку лоша димензија како што некој сака да го представи. Тоа можеби да биде дури подобро од други држави кога преговарале за Европската унија. Предвидува и отварање на структурните фондови, нели? Отварање и нели, како што кажа, ако го решите проблемот со образованието, ви се достапни фондовите за образование. Ако го решите проблемот со главата со економија, влегувате во делот на економијата.
Значи, мислам дека тука не треба баш анблок се да се отворли, само треба некако да му се стави можеби рамка, временска рамка на целиот тој договор. Факт е тука дека тука останува чувството дека малку сме изиграни како држава, затоа што сега најшни објаснуваат некои амбасадори, ама не е само преспанскиот договор, треба и понатаму да продолжите со реформи. Значи, не знам зашто македонските политичари не успеат доволно аргументите да ги кажат. Значи, точно дека не е само преспанскиот договор. Меѓутоа, ние 30 години правиме некакви реформи за да се допаднеме на таа Европска Унија. 3-4 пати го мениме уставот. Значи, ќе речеме некогаш заради албанците, некогаш за грците, не знам за некој, ама сето тоа е под покровителство на Европска Унија. Значи го правиме тоа за да им се допаднеме. Зошто би ги правили си тие промени во целата таа година? Тука е да не заборавиме Охридскиот договор. И тој што со волја ли го направивме? И тој го направивме заради некаква евроатлантска интеграција да одиме натаму. Тука се серија на закони кои ги мениме, со кои постојано се откажуваме од некој национален државен интерес за да бидеме добри. Конечно, во Македонија се заборави учеството на Македонија во косовската криза, преку примање на 400.000 бегалци, преку давањето на просторот на НАТО силите да учествуваат во НАТО интервенцијата, преку жртвите кои се случуваа во тоа време. Да не зборуваме кои се примери, децентрализацијата. Погледнете законот за децентрализација каков е. Ваков закон за децентрализација нема нигде во Европа. Значи тоа е законот за децентрализација просто ги крши сите европски норми. Меѓутоа Европа вели ова е добар закон за децентрализација за вас, окей, го прифативме и тој закон за... Мислам, ја не го прифатив лично, ама Македонија го прифатила, некоја влада на Македонија го прифатила во одредено време. Значи, и сега ни викаат, не е само преспанскиот договор. Не е само преспанскиот договор. Точно е, 30 работи имаме направено во овие 30 години за да бидеме добри и да вие ни оцените како добри. Значи, не знам што да викам. Јас ќе ве потсетам на еден момент, што можеби не се знае. Нашата влада во одреден момент носи со 2/3, едва успеавме да ги направиме 2/3, закон за администрација. Во тоа време, тој закон, значи буквално сега не знам дали го препишавме од Англија или од германската или од некоја европска држава за администрација, амбасадорот на Франција, кој беше во тоа време, толку беше среќен заради тој закон што помина, што направи прием специјално за тој закон за администрација. Што се случи? Дојде Охридскиот договор, тој закон за администрација го направи парам парче. Значи, го поништи. Ајде сега, значи ние од една страна имаме закон во кој еднаш Европската Унија ни вели сте направиле одлична работа, после вели ајде сега менувајте се одново за да им се допаднете на на Охридскиот рамковен договор. И такви работи колку сакате има. Да не зборуваме дека ни една држава, ниту Чешка, ниту Словачка, ниту Словенија, ниту Бугарија и Романија, ниту па Хрватска, значи не биле на толку ниво подготвени како што ние 30 години правиме реформи за таа Европска Унија. Да, вие тогаш, значи ова изгледа неминовно мора да се враќаме на тоа време. Вие тогаш во тоа време, за време на конфликтот 2001-та влеговте во еден жесток судар со меѓународната заедница, па на некои моменти јавно тоа беше кажано од ваша страна. Сега сакам да направам една паралела со ова што самите го спомнавте, дека сега сме повторно на некој начин изиграни за датумот, после преспанскиот договор, и реакцијата на премиерот Заев, која се водеше од тоа што тој сакаше да поднесе оставка, да се повлече, па на крај реши да се оди на избори. Мислите ли дека можеби требаше уште пожестоко, подиректно да изреагира после едно такво флагрантно изигрување на сите обврски ветувања што ги дадо? Видите, моето разочарање беше многу јасно. Имавме 2000 година, 99-2000 година имавме криза на Косово во која ние направивме како држава, премногу направивме. Денеска тоа ни го заборавија и Европската Унија и Соединените Американски држави. Јас ќе ве потсетам. Значи, не, вака само. Направивме, значи, исклучителни напори.
400.000 бегалци што ги примивме ние и Албанија не се истите. Албанците примаа собствен народ, ние примавме луѓе кои можеа да направат деструкција на државата. Да не зборувам за сите други, нели, опасности кои доаѓаат. Ни дадоа специјални гаранции од НАТО дека Македонија нема да ќе биде заштитена. Македонија има специјална гаранција од НАТО дека ќе биде заштитена во тоа време. И на крајот ни се случи очигледно, нели, инвазија од Косово на која сите ние бевме сведоци. И од тука идеше таа реакција, јас немав друг начин освен да се брана, да ја брана Македонија со можностите и способностите кои беа во тоа време. Значи, Сега сме повторно на некој сега на некој начин начин можам да кажам дека само што, нели, фала Богу, нема нели крвопролевање, дека сме изиграни. Меѓутоа, по тој пат во тие 10 години можеме да кажем, во тие 20 години можеме да кажем дека најмалку 4-5 пати сме на некој начин изигрувани и тоа е очигледно судбината на една држава која е релативно мала. И сега нели еве да се ставам во позиција на премиерот, очигледно ако овие сили сакаат да ти изиграт, може да ти изиграт. Ти не можеш тука да се браниш. Добро, има Во таа насока можеби треба да се даде простор уште една, нели, 6 до 1 година да се види, можеби сепак на крајот совеста, еве и гледаме, не се сите држави толку, како да кажам, овој пат игнорантни. Има загриженост, има сериозна раздвижување кај многу држави кои притискаат за да се реши проблемот. Па мислам дека имам чувство дека и самата Франција полека го менува својот пристап, иако јас можам да кажам дека Франција не е единствено одговорна за целата приказна. Јас ќе ве потсетам. Ова е трето одбивање на Македонија од Преспанскиот договор. После Преспанскиот договор имаше еден самет на Европска унија кога ни кажа за 6 месеци сигурно го добивате датумот. После тие 6 месеци Германија не беше спремна да не се сеќавате предпоследен. Германија не беше спремна, сега Франција не е спремна. Така што можеби тука во тој ревалитет малку меѓу Франција и Германија, ова предпоследното одлагање на Германија не беше толку наивно. Сега најверојатно можеби има и таква логика. Еднаш германците одбија, сега па и французите да не бидат малку подолу, нели, од германците. Така што се надевам дека конечно сега наредниот пат нема да има некоја структура која ќе не одбие. Да, само што ова има една изјава која ретко се спомнува кај нас во јавноста, гледам дека никој не ја спомнува, доаѓа пред условното француско вето, која ја кажа Хојт Брајан Ји на една конференција во Вашингтон, поранешниот, значи, државен заменик секретар за Европа и Евроазија, кога зборуваше за влегување на балканските држави во Европска унија. И вели, важно е да се биде честен за шансите на тој пат. Зошто да се преправяме дека ова е известно, некои земји да станат членки до 2025-та. Не само што не им помага на оние кои треба да ги имплементираат реформи, туку ги охрабрува клептократите, корумпираните политичари да му велат на народот дека членството ќе се случи за 2, 3, 5 години добивајќи повеќе кислород од тоа што заслужуваат. Значи, ова е другата страна на медаљата, која ние не ја гледаме од нивна страна. Сега вака, пак ќе ви кажам сега вака. Значи, приказната дека решете го проблемот и ќе влезете во Европската унија и во НАТО не ја измисливме ние. Таа ни е наметна од страна, ни е наметна НАТО и во ред НАТО, нели, ферија игра до крај работата и е наметна Европска унија. Имаме, ако не се лазам, 6 или 7 кандидатури за Европска унија, никогаш не ни кажале, чекајте, сега ќе одиме по друг пат. Ова е патот, секогаш имаш иста позиција. Вие сте подготвени со реформите, ме подсетивте на една абсурдна ситуација. Мислам, парадоксално Европска унија да вели, прво, сега не ја бранам позицијата дека ние сме идеална држава. Ние не сме идеална држава, меѓутоа, значи парадоксално е да се вели сега после промената односно после Преспанскиот договор, вие не е само Преспанскиот договор, туку треба да правите реформи, кога претходно во мандатот на Никола Груевски тие постојано велат супер ви се реформите, само имате да го решите. Значи, кога најжестоко ние во Македонија чувствувавме дека Никола Груевски прави
како да го кажем, режим, диктатура, не знам кој збор да го употребиме, Европската унија неколку има оценки дека во Македонија реформите се одвиваат добро и дека само треба името да го реши. Сега, ако тоа го велела Европската унија, не може сега да ги менува правилата на игра. Да. И тука, значи, проблемот каде е? Знаете што? Проблемот е што сите ние сме во една каша на некој начин, и левица, и десница, и опозиција, и власт, и треба да најдеме начин како да излеземе сега од целата таа ситуација. Жртвите кои ги направи Македонија за мене се многу големи и треба да има некаква финализација, треба да има некаков повратен момент од страна на Европската унија. Пред овој последниот европски самит, кога бевме одбиени од Франција, имаше еден прилично драматичен состанок во Бугарија на премиерот Бојко Борисов со Каракачанов, со Захариева, каде што Каракачанов бараше да се блокира Македонија, доколку не прифати дека Гоце Делчев е бугарин, нели? Се чини дека премиерот Борисов успеа да го амортизира тоа тогаш. Но имаме ли гаранција дека тоа повторно нема да се случи? Еве повторно ќе има самит во мај, од кај да знаеме дека повторно сега нема Бугарија да ги дигне тие барања, дека Мицотакис нема нешто да измисли ново? Па, гледайте, сега, прво за Мицотакис, мислам дека и покрај изјавите дека беше во опозиција, Мицотакис, од кога дојде на власт, прилично коректно се однесува према договорот од Преспа, со мал исклучок сега на ова пред 2 дена што се случуваше, ама се надам дека и тоа може да се надмине. И што беше критикуван дека молчал за време на самитот. Да. Не тоа, туку ова што беше со Македонија Грейт, да, за тоа. Сега, очигледно, Мицотакис не се тепа многу за Македонија, како што гледаме, ама па не прави проблеми и тоа можеби е нешто што треба да не задоволи во оваа фаза. Што се однесува до Република Бугарија, односно некои настани кои се случуваат во Бугарија, вие знаете дека јас може бев еден од првите политичари кои реагираа на таа нивна посебна резолуција или како ја нарекуваат документ што го донесоа, прво владата, после бугарскиот парламент. И што е тоа што можем да го кажам? За жал, ние 30 години продаваме ароганција и игнорирање према Бугарија, дури и таа кога била во многу покоректна со позиција према нас. Сега во последните 2 години дојде една влада во Република Македонија која се обидува да ја омекне работата, ама за жал пак имам чувство дека ароганцијата и игнорирањето се префарли од бугарска страна и не можам да не кажам дека имам чувство дека во последните 2 години како председателот, премиерот, министрите во соседна Бугарија, европарламентарците, како да се тркаат во нивната ароганција или игнорирање на македонската ситуација. И покрај тоа што има една влада која сака конечно да воспостави едни добри односи. И тоа се гледаше на неколку точки. Прво, им пречеше Северна Македонија, па ајде добро, правеа некакви проблеми. Па потоа едно време ја извадија паролата, направија еден атак, придавката македонски, да не може да се употреба, се сеќавате тоа македонско, инденското востание, Дарија Македонско, при што јас реагирав со еден многу така аргументиран текст да им кажам колку пати тие во својата историја го имаат спомната како македонско и мислам дека се повлекува од таа дискусија сега да не ни пречат со придавката македонско, меѓутоа еве сега повторно сега влегува во една дискусија која јас сметам дека е релативно непотребна и тонот и стилот кој го преминуваат исто така може повеќе да наштити да се подобри ситуацијата. Мислите ли дека повторно ќе се обидат да ја злоупотребат позицијата пред самитот? Која ја има, нели, како полноправна членка на Унијата? Не можем да ја кажам. Се надевам дека и таму ќе почнат да размислуваат малку порационално. Во секој случај, значи не можем да не кажам. Значи, јас кога бев премиер, потпишав со Бугарија декларација за пријателство. Да. Таа декларација толку беше напаѓана во Македонија, толку многу беше напаѓана. И сега јас да ги прашам сите тие критичари на тоа време, тие сваќаат ли што има воопшто со таа декларација за пријателство? Практично требаше само да бидеме
пријатели со Бугарија, ништо повеќе, никакви обврски. А тие што не сакаат да бидат пријатели, можеа да глумат дека си пријатели и ние ќе дојдевме до сега, немаше да има никаков проблем. Ситуацијата ескалираше со Никола Груевски, кој дополнително на неколку места исто така многу патриот се правеше и ние сега имаме ситуација која јас исто сметам дека е прилично проблематична и не знам како ќе излеземе од целата таа ситуација. Мене лично ми е жал што структурите во Република Бугарија не ценат тоа што владата на СДСМ се обидува да го направи за да омекне една ситуација која можеби не 30, туку 45 година постои во меѓу односите во две држави, а како ќе заврши целата приказна не ми е јасно. Да, добро, пред да се префрлиме на економијата, една само мала дегресија ви приметувам цело време ни са разговорот дека употребувате Република Македонија, не знам, не сум запознат. Тоа е ваш став или на вашата партија? Не. Северна не го употребувате или така се погодило? Не сум се навикнал уште. Знаете, малку држам говори, малку предам, значи бидејќи ВМРО да не го отфрлува цело. Така сега, значи јас апсолутно не бегам од таа позиција, затоа што сум прв политичар кој кажал дека Северна Македонија не е никаква штета за Македонија. И повторно, пак еве доаѓам до тоа прашање. Мене ми е жал што моето време беше време на многу жестока антипропаганда и се што правевме беше оцрнувано. Само ќе потсетам дека ние кога зборувавме само за надворешна употреба. Јас кога сум зборувал и кога се преговараше беше само за надворешна употреба. Исто така тој предлог беше најактуелен, така Северна беше тогаш. Северна, да. И претходно немаше географска додавка, имаше славо, имаше нова и ние го свртавме на Северна или на Горна. Меѓутоа тогаш многу од тие што денеска се залагаа за тоа име Северна Македонија беа против, меѓутоа ајде и тоа време поминато. Значи, јас наистина сум, и кога беше референдумот, нели, јасно кажав дека сметам дека нема никакво опасност по националниот идентитет ако имаме географска додавка. Мислам, има стотици примери, мислам, сум ги кажувал, имаме едно видео обраќање на избори, кои имавме кампања Европа сега. Значи, и повторно ќе кажам, значи илјадници примери имаме. Да. Значи, ако ги погледнете имињата на државите, најголем дел се географски имиња. Пред месец дена имавме Холандија го смени официјално името во Нидерланд. Така, што е Нидерланд? Ниска земја. Да. Кој идентитет е ниска земја? Тие ниско земјаши се. Австрија што е буквалниот превод? Истеррајх, источна држава. Значи, кој ќе кажеш австријеци го доживуваш како идентитет, ти му вериш ти си од источната држава. Значи, да не зборувам за Северна Ирска, да не зборувам за многу други држави. Значи, едноставно проблемот само и ние си го комплицираме повеќе од што треба, ама очигледно тоа е дел од нашата состојба. Да, добро, значи не останува уште еден дел за економијата и уште некои прашања, но тука ќе направиме една мала пауза за реклами, а потоа, почитувани гледачи, брзо се враќаме во студиото, останете со нас.